Министерот за спорт Борко Ристовски заедно со градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски денеска го пуштија во употреба комплетно реконструираниот повеќенаменски спортски центар во склоп на општинското основно училиште Тихомир Милошевски. Овој проект, вели министерот, представува уште еден значаен чекор во рамки на програмата на Министерството за спорт за изградба и реконструкција на спортска инфраструктура низ целата држава, со цел спортот да биде достапен секаде и за сите. Нашата цел е секој дете, секој млад спортист и секој граѓанин да имаат можност да тренираат и да се рекреираат во современи услови. Со овие вложувања не градиме само спортски објекти, градиме здрави навики, заедништво и идни шампиони, изјави министерот Ристовски. Новиот спортски центар располага со фудбалско игралиште, игралиште за кошарка со современа полипропиленска подлога, како и зона за рекреација, опремена со спортски реквизити. Просторот ќе биде наменет пред се за учениците од училиштето, но и за локалните спортски клубови и за граѓаните на општината. Министерството за спорт најавува континуирани инвестиции во инфраструктурата, како предуслов за развој на сите спортови и создавање на услови за масовен спорт низ целата држава. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски на средба со раководителите на сектори дискутирале за проекти што е предвидено да се реализираат во наредните 4 години. Герасимовски најави дека во ноември ќе се одржат буџетските форуми каде што граѓаните се добре дојдени да дадат што поголем број на идеи и предлози за развој на општината. Тој истакна дека завршена е постапката за уредите за мерење на бучава. Предлагам истите да почнат што поскоро да се поставуваат, ако можеме уште од оваа недела да се постават на 30 локации. Да видиме кои ни се оние ударни локации каде што граѓаните најмногу се жалат за бучава во ноќните часови. Според бројот на пријави и поплаки од жителите и таму да се постават, посочи Герасимовски. Во однос на хигиената, Герасимовски порачува дека хигиеничарите се секојдневно на терен и превземаат се што треба за да нема смет по улиците. Од трговскиот центар Скопје Сити Мол во Карпош известуваат дека утре ќе се изврши тестирање на системот за заштита и спасување. Согласно одредбите од Законот за заштита и спасување, трговскиот центар Скопје Сити Мол утре со почеток во 7:30 часот ќе изврши тестирање на системот за заштита и спасување. Тестирањето ќе биде спроведено со цел да се направи проверка на функционирањето на кризниот штаб на трговскиот центар, на универзалната единица, просторните сили за заштита и спасување, како и начин да се тестираат протоколите за реакција во кризни ситуации, информираат оттаму. Вработените од паркови и зеленило очекуваат во текот на денот да ја добијат септемвриската плата и здравственото осигурување. Вакво уверување добиле од директорот на претпријатието. Председателот на Гранковиот синдикат на државната администрација Горан Ристовски вели дека оствариле средба со директорот, на која им било кажано дека се очекува да бидат префрлени пари од град Скопје и водовод и канализација, кои ќе бидат наменети за исплата на плати за вработените. Од страна на синдикатот било укажано дека додека не биде исплатена платата ќе продолжат да протестираат секојдневно во исто време и на исто место. Обврска на менаџментот на паркови и зеленило согласно колективниот договор е да испраќаат и јубилејни награди, регрес за годишен одмор, отпремнина за пензија и надомест за починат член на семејството, но тоа од 2022 година не се случило, посочува Ристевски. За сега одлуката за штрајк, како што изјави, останува во мирување, се додека не се исцрпат сите правни механизми што им стојат на располагање за мирно решавање на проблемот. Како што изјави Ристевски, се подготвуваат да го решаваат проблемот и со арбитража. Министерството за внатрешни работи соопшти информации во врска со сообраќајната несреќа што вчера попладне се случи на булеварот Илинден во Скопје. Вчера во 16 часот и 22 минути во СВР Скопје е пријавено дека на булеварот Илинден во Скопје се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Volkswagen Туран со скопски регистарски ознаки и мотоцикл без регистарски ознаки, информираат од МВР. Возачот на мотоциклот, кој се здобил со повреди, бил пренесен со возило на итната медицинска помош во градската општа болница 8 септември за окажување на лекарска помош. Полицијата извршила увид на местото на настанот и работи на целосно расчистување на околностите под кои се случила несреќата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во